Негрижата и забот на времето го менуваат ликот на препознатливата градска архитектура на Битола. Само неколку дена по обилните врнежи од дожд минатата недела се урнаа 3 стари куќи, сите во рамките на споменичната целина Староградско јадро, која е заштитена со закон. Експертите од Битолскиот завод и музеј посочуваат дека голем дел од објектите се во лоша состојба. Во споменичката целина Староградско јадро имаме негде од интерес објекти кои што се 2000 негде. Од евиденцијата на терен кој што ја прави нашата установа, гледаме дека таа состојба континуирано се влошува. Можеме да речеме дури негде до 60% дека од објектите се во не би рекол лоша, меѓутоа се приближуваат кон лоша состојба. А 1% од 20 објекти се стварно навистина во лоша и што веќе ги загрозуваат останатите објекти и безбедноста на граѓаните. Најголем дел од овие објекти се во приватна собственост и се во центарот на градот. Голем број од руинираните куќи имаат собственици кои се иселени, а за други се водат долги имотно-правни постапки. Обезличувањето на градската архитектура се случува пред очите на јавноста и надлежните институции. Разрушени ѕидови и тавани, искршени прозорци, паднати греди и распаднати фасади. Сликата е тажна, но истовремено и опасна за минувачите и за автомобилите. Минатата недела на паркинг во Битола се урна стара куќа врз неколку автомобили и целосно ги уништи. Истина е и шок за нас. Го паркирате возилото исправно за кога ќе се вратите да видите дека е тотално уништено. Значи, навистина не е во ред и треба начин да се најде да се надомести штетата. Нашите ингеренции ние сме задолжени за заштита на културното наследство, а за тековното одржување и состојбата на објектите се одговорни самите собственици на објектите. Тие не се наша собственост. Што реков јас, ние не сме хаусмајстори кои што ги поправаме објектите каде што се оштетени. Значи, тие самите собственици се задолжени, пошто еве во случајот каде што се случи материјална штета, која што можеше да дојде и до човечки жртви. Архитектот Алтипар Маков, како член на Комисијата за изработка на новиот закон за заштита на културното наследство, понудил и конкретни предлози според искуство од европските земји. Значи, 1 година се дава предупредување да почне со постапка за да го изврши тековно одржување и заштита на објектот согласно режимот заштита. Ако во рокот таа 1 година не направи ништо, тоа беше мојот предлог, за време на 6 месеци, повторно опомена од надлежната јавна установа за заштита на културно наследство, и ако после 6 месеци ништо не се преземи, државата да направи експроприација. И веднаш после тоа да го издаде објектот на лицитација. На јавна лицитација може да учествува било кој, значи почетна цена 1 евро. Таквите примери, значи ги гледаме, значи ги има во Италија, во Шпанија, во Португалија, мислам дека и во Грција, каде што претежно во Италија и Шпанија, значи цели села почнува лицитација за цело село. Значи по 1 евро. Од општина Битола соопштија дека уште пред уривањето на објектите испратиле известување до собствениците на 15 дотраени куќи во градот. Согласно законот за градење, собственикот е должен да преземе итни мерки и да го означи објектот како опасен со соодветни ознаки или да поднесе барање за добивање одобрение за отстранување до општината. Доколку собственикот не постапи согласно со одобрението, отстранувањето ќе го изврши надлежниот орган на негов трошок. Доколку објектот е под заштита пак, постапката се спроведува во координација со Управата за заштита на културното наследство, информираат од општина Битола.